Европската комисија го објави извештајот за напредокот на земјите од Западен Балкан, Украина и Молдавија. Црна Гора е звезда на највисоки оценки, а веднаш задна е Албанија. За двете држави се прогнозира можност за завршување на преговорите до 2027 година. На дното се Србија и Босна и Херцеговина, додека Македонија е на средина со генерално постигнат умерен напредок во клучните области. Што точно стои во извештајот, известува Ивана Соколовиќ-Најдова. Ивана, најпрво во Брисел беше презентиран извештајот за напредокот, попладнево ќе биде презентиран пред пратениците во Македонското собрание. Кои се деталите, што точно се наведува во делот за земјава? Токму така, Цаци, Македонија го доби извештајот за напредокот за изминатата година, меѓутоа со бројни забелешки околу тоа што е направено. Сепак уставните измени и реформите во правосудството остануваат главни точки на кои што се повикува Брисел и бара Македонија интензивно да работи за да биде сменета до сегашната слика. Според извештајот кој што беше објавен пред неполна час, стои дека Македонија мора да ги спроведе основните реформи кои што се поврзани со Европската Унија, при тоа забележувајќи дека мора да ги почитува и спроведува договорите со Грција и Бугарија, посочувајќи дека парламентот треба да направи конкретни чекори околу уставните измени и обврските кои што земјава ги презела. Во извештајот стои дека како позитивен исчекор е тоа што Македонија е во целосна усогласеност за заедничката надворешна и безбедносна политика со Европската Унија, вклучително и во оној делот со агресијата на Русија кон Украина. Како што кажав, треба да ги спроведе парламентот сите заклучоци на кои што земјава се врзала во однос на јавната администрација. Нотирано е дека Македонија е умерено подготвена за овие реформи со главен акцент дека добри се чекорите кои што се направени со законите кои што беа поднесени за јавната администрација, но реформите се неопходни во однос на фундаменталните права. Европската комисија нотира дека правната рамка за овие права е делумно согласена со законодавството на Европската Унија и европските стандарди. Помеѓу умерено и одредено ниво на подготовка има и во делот за слобода на изразувањето, а Македонија е постигнала ограничен напредок во оваа област. Помеѓу одредено и умерено ниво е подготовката и за примената на законодавството на Европската Унија и европските стандарди во оваа област, во кој што според Европската комисија нотирано е дека тука немало напредок. Судскиот систем во Македонија е помеѓу одредено и умерено ниво на подготовка и не е постигната никаков напредок. Се вели дека Македонија мора да посвети сериозно внимание околу реформите во правосудниот систем, алудирајќи на искоренување на корупцијата и криминалот. Пред малку имаше пресконференција и на високите представнички на Европската Унија Марта Коси и Каја Калас, во кој што накратко би рекла во само една реченица беше обрнато внимание на Македонија, во која што тие порачаа дека во изминатата година немало направено напредок. Да ги слушаме нивните изјави. No real progress was observed in the last year for North Macedonia, Bosnia and Herzegovina and Kosovo, and the reasons are different. The Commission will continue supporting them in their work towards the EU. Cleaning up corruption, cementing the rule of law and supporting free media are also about national and European security, as they are about the prosperity of the country and the people. Security is at the top of everybody's agenda right now. That is why we have already deepened the security and defense cooperation with accession countries. We have signed joint security commitments with Ukraine, established security and defense partnerships with Moldova, North Macedonia and Albania, and are about to launch a new security and defense dialogue with Montenegro. Каква е ситуацијата во останатите земји, Ивана? Да, од Европската комисија практично на студеничните презентации ги поделија земјите од Западен Балкан, Молдавија и Украина во две групи, алудирајќи на тоа дека најдобра оценка или најмногу прогрес има направено Црна Гора, а после неа и Албанија. Во оваа група се ставени и Молдавија и Украина, а Македонија во онаа втора група со Босна и Херцеговина, Србија и Косово, кај што се бараат конкретни чекори за да се пристапи кон процесот на проширување, велики дека тоа ќе биде базирано на заслуги. Во моментов се очекува да започне презентацијата на извештајот на Европската комисија за напредокот на Македонија овде во Македонското собрание, а самиот извештај ќе го презентира евроамбасадорот во земјава Михалис Рокас. Деталите од денешната презентација ќе ги имаме во следните вести.
Ивана, ти благодарам, ќе очекувам